Актерот Ванчо Петрушевски, кој почина завчера од струен удар во скопското село Решани, денеска беше погребан на градските гробишта Бутел. А комеморација за Ванчо се одржа во Драмскиот театар, каде што својата кариера ја помина токму во овој театар уште од 1975 година и остави безброј актерски остварувања. Според извештајот од полицијата, Петрушевски починал од струен удар додека работел качен на метална скала со електричен заварувач на пластични цевки. Петрушевски е роден на 19 април 1951 година во Скопје. Дипломирал на одсекот за драмски актери на Висшата музичка школа во Скопје во 1975 година. Од тогаш, како актер, работи во Драмскиот театар во Скопје, се до неговото пензионирање во 2017 година. Со успех настапувал во повеќе улоги во представи од домашни и странски автори и секој пат покажува духовити поединости кои им даваат на неговите ликови и карактеристични движења и гримаси. Неговата актерска игра се одликува со ненаметливост и спонтаност во изразот како виртуозно обликување на комични и трагични ефекти, со што ги плени театарските гледачи, со што тие стануваат негови обожаватели. Со мангупска комика, непрекинато концентриран, играта успева да ја префрли преку рампата до гледалиштето, со што Ванчо Петрушевски го вбројуваме во редот на исклучителни актери, наведуваат од Драмскиот театар. Ванчо Петрушевски беше активен на повеќе полиња и надвор од театарот. Како водител на кулинарско шоу, снимаше филмови, а негова пасија беше и сликарството. Тој е еден од творците на серијата Македонски народни приказни, а многу генерации го препознаваат по ликот на Рамче. Токму за ликот на Рамче, Ванчо зборуваше и во емисијата Колосек во декември 2016 година, кога заедно со Владо Дојчиновски гостуваа во нашиот медиум. Направивме една приказна за Рамче. Ѓаволштините на Рамче. Во исто време јас веќе правев некој таму на Хихириху, некои скечеви снимавме со еден од Ром, циган еден наш. А предходно ти беше исто и Трствија Скопје, нели? Така беше. Таму циганот предходно е Трствија Скопје. Тој е Цаци. Добро, Не, види, Рамче е пред тоа. Така, Цаци беше. Рамче е пред тоа. Рамче е пред тоа. И му велам на Карадак, тој ме крстуваше таму, Алјуш, нешто таму, такви некои имиња. Велам, слушај, ние го направивме еднаш Рамче, помина многу добро, Рамче ќе се остане и така почна. Добро, Рамче е еден многу интересен јунак, всушност Рамче е пандан на Итар-Пео, пандан на Попива од Дундо Маруе. Тој е еден Итар, паметен човек, кој што ги согледува сите негативности и на карактери и обштествени негативности и се, и ги коментира. Мислам дека Рамче е навистина јунак, не е тој обичен, како што викаме ние, обичен циган, туку е навистина јунак. И можам да кажем дека ми е во сите оние луѓе кои ме среќаваат и што ми се обраќаат, Рамче, мене не ми звучи ни погардно, нити омаловажувачки, туку ми е многу мило. Ванчо е еден од првите македонци кои настапиле во странски филм. Кај нас го снимил филмот Досие К, по негово сценарио и продуценство, а истовремено е толкувал и главната улога. Селективниот репертоар на сцената на Драмскиот театар во кој настапувал, покрај многу други се и Ослободувањето на Скопје, Солонски патрди, Сомнително лице, Дупло дно, Коприварник, Нокс против водици, Греф или Шприцер, Маратонците го трчаат по чесниот круг, Војко Вања, Сонот на летната ноќ, Тетовирани души, Буре барот и уште многу други. Ванчо Петрушевски настапувал на сцените на Македонскиот народен театар и народните театри во Штип и Велес. Добитник е на наградите Димче Трајковски за улогата Јаков во представата Дупло дно.
Во 1987 година Ванчо Петрушевски го доби признанието за најпопуларно ТВ лице на годината според гласовите на читателите на весникот Вечер, а во 1988 година според анкетата на ревијата Екран е добитник на наградата најдобро артистичко остварување во филмот и на телевизијата. Во 2016 година ја доби државната награда 11 октомври за остварување во областа на уметноста и културата.